Да, јас лично вака си делувам како убава во моментов, во смисла убава дека личам на човек и можам да се представам пред мобилниот телефон, да снимам едно видео кое што така ќе изгледа нормално и нема да исплаши поголем број на луѓе. Добре. Значи вака, здраво на сите, после многу долго време. Денеска е 12 мај 2025 година, денот кога се роди моето детенце, односно мојот син Христијан, кој што низ овие видеа, овие неколку години, неколку пати го снимав и денеска полни 9 години. Да, денеска полни 9 години и многу сме така. Радоста е голема и сакам да си го означам, затоа имам и всушност и овие назад парти светки. Ова две се како вакво. Имам светки, значи, позади и затоа е некако фестив моментов и секако фризурата тука доаѓа до израз. Не, шалам, ова е фризура направена од пунџа, од тоа што паднало. И, значи, денеска полни 9 години Христијан Кузмановски. Убаво си поминал во школа, добил петка, по македонски песничката Мајски цвети ја рецитирале, ја знаел за чудо, зашто веќе четврта или пета песна наназад не ги знаеш од проста причина што не ми кажуваше дека имаат песна за учење, па да седнам со него да работам. Инаку да, работам со него, затоа што му треба туркање, му треба постојано да го слуша зборчето Ајде, по 20 пати на ден, е препорачливо кај него да се кажува Ајде, ајде, ајде Христијан, ајде Христијан, ајде Христијан, ајде Христијан, ајде Христијан. Така ние кога растевме, кога бевме деца, едно време забележавме дека многу често го користиме зборчето ајде во нашава куќа. За се нешто мораше да се рече ајде сега, ајде станувајте сега, ајде. И постојано само се слушаше зборот ајде. Па очигледно тоа се пренесува од генерација на генерација, така и јас, моево дете, за жал, додека го воспитувам и го растам, постојано го користиме тој извик, тој поттик, ајде. Да. Како што кажам, значи, денеска е неговиот роден ден, ќе го славам во Game Station во Радишани, иако сакав да го славам во Нест кафе, во Карши Сити Мол, меѓутоа далечината е огромна од Бутел до Нест, мислам дека луѓето ќе ги измалтретирам и дека ќе постигнам контраефекти, иако сакам да им приуштам стварно да се чувствуваат убаво тие 2 часа, меѓутоа не. Ќе постигнам контраефект и затоа реков не, ќе си слајме некаде во близина. Оно што во моментов ми текна и си реков убаво е да споделам, а не е лошо да се зборуваат на тие теми, зашто искрено кажано, кога гледам многу видеа од странски, па до душа и од наши јутубери, јас лично многу често забележувам дека зборуваат како поминале во животот без пари, односно со јака сиромаштија, без пари, значи без услови, некогаш дури основни услови за живот. И кога го слушам тоа, искрено кажано се воодушевувам како луѓето имаат храброст да соберат да кажат некој таков неубав момент за своите животи, а од друга страна се инспирирам и нормално ја да го споделам мојот момент, бидејќи јас сум поминала низ истото. Не дека сега имаме ние пирамиди и златни плочки или слично, меѓутоа имаме за пристоен живот. Значи, пристоен подразбирам она што тогаш не сме го имале, што значи тоа тогаш било крајно непристојно. Зошто го зборам нели ова? Затоа што од денеска решив да користам, како се вика, апуретин. Да, апуретин слим, тоа ќе бидат фактички таблети за слабење, да се надевам дека ќе имаат ефект. И држете ми стварно среќа да овој пат успешно употребам нешто што стварно ќе има ефект од тоа.
кои што се наменети за ватите на вишок вода од телото, забрзување на метаболизмот, не знам, намалување на стресот што се наталожува во клетките, како така некако. И си размислува за, нели, апаурин слим таблети, нели, не ги рекламирам, туку само ги спомнам, бидејќи ќе ги употребувам. И додека така низ дома, нели, спремам за вечер и тоа се, си размислувам зошто, од каде тоа ждерење ке мене, нели? Од каде настана оваа дебелина? Инаку јас имам 100 кг, 100 килограми кои што со ништо не можам да ги симнам. Ми сметаат, секако дека ми сметаат, затоа што не можеш да облекуваш тоа што сакаш, туку тоа што мора да го одбереш го купуваш. Ти смета при одење, се задишуваш, дишиш длабоко, односно дишиш плитко, не можеш да земеш длабоко воздух и цело време си како издишан балон, затоа што ова тело, значи, треба да крене 100 килограми во секоја минута која што ти ќе, нели, стануваш и седнуваш, што е страшно многу за едно телце, за било кое телце, па камоли за некое женско телце. И си размислува во себе од каде ова моја бесконечна желба за постојано ждирање. И се сетив на следнава ситуација. Значи, ние сме, нели, самохран родител, мајка ми и јас и сестра ми. Средствата се мали, се нема и едноставно ти си постојано желен, тоест, како да кажам. Постојано посакуваш храна. И значи си размислувам зошто јас сум дошла до степен да сакам да кркам во сегашно време. Затоа што ја не сум имала кога да бутам кога сум била малечка. Ние сме имале маргарин и леп со денови. Во фрижидера имало само една коцка маргарин кристал. И лепчето што било, нели, наставено, и тоа било толку. Значи немало со денови тоа, пази. Со денови ти кркаш маргарин и леп. Нема тука ти, например, сакам ова, сакам она, не знам, ABC крем, пршута, печеница, не знам што. Не. Значи, склучиво го имаш маргаринчето и лепчето да заиграат на чиничето, ништо друго. Како нема бе после да бута човек кога ќе дојде до ситуација да најде храна? Значи, мене мојот мозок ми е буквално ненајаден практично. Значи, душата ми е ненајадена. И тоа се сеќавам прв пат го помислив кога почнав, нели, да работам, нели, фактички тогаш сепак се ослободуваш финансиски, нешто имаш од джебот. И си викам у себе, викам, ова, викам, нешто, као ме подсеќа на тој момент, викам, да не е случајно тоа, меѓутоа, ми е гајле, тогаш ми беше многу лесно да условам, нели, порано, тоест, пред 10-15 години, едноставно, ќе продржам некоја си таму 3-4-5 дена диета, значи се познаваат резултатите. Меѓутоа, после породувањето, килограмите не само што не се намалуваат, туку килограмите само се наголемуваат, за жал. И затоа си заклучив всушност дека нема друга причина зошто е тоа така кај мене во мојот живот, зборам психолошки, не медицински. Тоа е затоа што гладот што сум го чувствувала со години што се таложел во мојата душа, избил на тој начин што кога сум дошла до храна, не знам да кажам стоп. А затоа ви се молам, секој што го слуша ова видео, најдобронамерно помолете се за мене, да можам да успеам да го слабам и да се надеваме дека следната година, например, ако ништо повеќе, ќе направам видео и ќе речам, дечки, браво, успеа, вамте, тамте, би било... Тоа сега ми делува како недостижна цел, но да се надеваме дека ќе ја достигнеме. Друго не знам што да кажам, многу се радувам, многу ми е драго. Многу ми е драго, значи роденденот се надевам дека ќе излезе добро, дека ќе се, да речам на некој начин, ќе си поминеме интересно, нема да се досадуваме таму 2 сата. Пошто многу презирам досада и издодемност. И тоа е тоа. Ве поздравувам, ви посакувам убав ден, Свети Василиј Острошки буквално да ни ги излечи сите наши мрачноти во душата и се гледаме нареден пат. Чао!